Светските цени на храната во декември 2020 година продолжија да растат 7 месец поред, со пораст на сите клучни категории намирници освен шеќерот, објави Агенцијата за храна и земјоделство на Обединетите нации. Индексот на ФАО, кој ги мери месечните промени на цените во кошницата за основни прехранбени производи, која се состои од житарици, маслодајни семиња, млечни производи, месо и шеќер, во просек минатиот месец изнесуваше 107,5 поени во споредба со 105,2 поени во ноември. Министерот за земјоделство Ријанит Хоџа во интервју за Сител вели дека производството на храна е приоритет во нивните политики. Во целокупната ситуација обезбедувањето на храна и здрава храна пред се е најбитен фактор и докажува дека ние колку треба да бидеме во ова насока ангажирани за да може самата држава да произведува за своите потреби, но нормално и за извезување на храна, бидејќи се докаже дека вакви слични ситуации што би можеле да ни доаѓаат во иднина, најдобро решение би било за ние да не зависиме во делот на производство на храна, односно земјоделски производи од никаде, туку да обезбедиме самите себеси. И ова докажува дека ние треба, и тоа веќе сме го направиле, да креираме стратегија за тоа како сакаме да го гледаме овој сектор во иднина. Инаку на ниво на цела 2020 година референтниот индекс на ФАО во просек изнесуваше 97,7 поени, што е тригодишен максимум и раст од 3,1% во споредба со претходната година. Но сепак е над 25% понизок од историскиот рекорд забележан во 2011 година. Декемвриското поскапување на млекото и млечните производи беше поттикнато од силниот увоз на глобалната побарувачка, како и домашната побарувачка во Западна Европа. Цените на месото од живина најмногу се зголемија во декември поради избовнувањето на птичиот грип во Европа, додека цените на свинското месо малку се намалија поради прекинот на германскиот извоз во Азија по избовнувањето на африканската свинска треска. Во 2020 година шеќерот поскапе во просек за 1,1% во споредба со претходната година.